Величковски во декември, храброста веројатно ќе биде со либералите, одите сами. Дали станува збор за принцип или за анализа дека може да освоите доволно гласови и пратенички места за да бидете фактор во формирањето на едната влада? Благодарам за поканата. Прв пат по 3 години убаво да се виде во студиото на Македонската радио телевизија. За неја сите паѓаме, впрочем. Оно што го поставувате како прашање многу точно, многу добра локација правите на тоа зошто се определивме да одиме самостојно. Прво, не сакаме да бидеме подизведувачи како некои на ВМРО ДПМН. Второ, немаме намера да ја реформираме таа партија, целта ни е да ја победиме и нејзината коалиција. Трето, едноставно проценуваме дека во секој друг случај ние би биле дел од внатрешните замерки кои што сега веќе почнаа јавно да се ги даваат тука, присутните на масата. Едноставно не интересира што се внатрешните цели на оние соработници на ВМРО ДПМН или на СДСМ во моментот за лично позиционирање и слично, туку напротив за нас е принципот и платформата она која што сакаме да го понудиме на граѓаните. За разлика од другите кои што се обидуваат да го реформираат ВМРО или да, не знам, изиграваат десничарски, центристички коалиции и слично, ние решивме со јасна понуда да излеземе пред јасно определени целни групи, меѓу кои спаѓаат не само младите, туку и предприемачите, спаѓаат луѓето кои што бараат институции наместо партиски креатури. И од тие причини, за да не изиграваме и натаму по нас поговорка што има ружа моја бела, ал си плава ко зелена трава, решивме да одиме директно со нашата понуда. Дали е храбро? Храбро е. Дали е мудро? Мислам дека е мудро, затоа што ќе биде препознато. Дали ќе биде исплатливо, доколку не ни ги крадат повторно гласовите? Да. Доколку не, мислам дека ќе имаме потешка ситуација и затоа кажуваме однапред, не ги признаваме авансно изборите, напротив, ќе се бориме за секој глас, а потоа кој сака да си ја смирува совеста, вклучително и дипломатите, нека пробаат. За нас изборите мора да бидат комплетно кредибилни и демократски. Раматранов сигурно не било тие. Величковски, демократија, пазарна економија, владење на правото, граѓански права и слободи. Читав доктрина Пресврт 2018. Важи уште во иста форма или ќе биде надополнета со нови понуди? Важи надополнета. Нашата програма контурите ги има добиено уште на Конгресот во 2015 година, во април 2015 година, и затоа ми се секогаш се смеам кога ќе речат вие немате програма. Имаме, треба да сакате или да ви дозволат да ја читате. Тоа е првата работа. Второ, за разлика од овие политички бајки тука што ги слушаме, ние мора да знаеме дека мора да имаме конкретна понуда и мора да имаме конкретна решеност со кого тоа ќе го правиме. Прво, ние сме решени дека нема да поддржуваме широка коалиција. Напротив, тоа ќе значи само амнестија на Груевски, на неговото владење и на сите. Впрочем, јас ги разбирам сите овде присутни, во добар дел биле коалициони партнери на Груевски во овие 10 години. Со исклучок на грешката на Либералната партија од 2006 до 2008, имаме јасен курс. Прва работа. Второ, заради тоа и не сме сакале да бидеме во коалиција и веднаш вечерта сме ја прекинале после минатите избори, кога ние не ги признавме, оние што сакале ефтино да поминат, ги признали и влегле во коалиција со ВМРО ДПМН. Трето, мора да застанеме на ова, би ја нарекол, провинцијална политика. Нашата цел е да водиме така наречена урбана политика. Материјалите од синокешната седница на Централниот комитет ви се доставени и во Македонската телевизија, доколку сакате и доколку ви дозволат, сигурно и ќе ги емитувате. Оно што значи пазарно стопанство, значи комплетна промена на пазарниот модел овде. Тоа значи комплетно ревидирање на субвенциите и на начинот на нивното давање. Либералната партија мора да изгледа со непопуларните мерки кои сите знаат дека се неопходни, но оние кои што учествуваат во оваа политичка трка не сакаат да ги кажат. Немаме намера ниту да субвенционираме градски превоз за пензионери, да се за 4, 5 или 8 дена, како што веќе сите лицитираат, туку сакаме субвенциите да одат онаму каде што треба и тие се основа на нашата социјална програма. Во земјоделството не ги прифаќаме овие партиски субвенции по хектар, по засадена површина и по така да кажам заслужена партиска позиција, туку сакаме субвенциите да стигнат до вистинските земјоделци и тие да бидат во основа на количина, произведена количина и квалитет. Ќе ви дадам само една илустрација зошто сметаме дека јавното буџетирање мора да биде од централно внимание на политичките партии. Без одговорно буџетирање нема одговорно трошење, нема остварување на основните цели. Парите се во прашање. И во моментов гледаме дека политичката битка е само основа за тоа кој како ќе ги контролира и по можност да ги украде јавните пари. Доста е веќе со тоа и заради тоа и, како што реков, настапуваме самостојно, за да не
навлегуваме во грешките, во туѓи грешки или пак да носиме одговорност за погрешни концепти. Ово што кажам, повторно ќе речем, не е популарно, но е неопходно. Нашата цел е кој ќе заврши еден владен мандат, буџетот на Република Македонија со овие перформанси да се врати на 2,9 милиарди евра. Значи да го намалиме, а не да го зголемуваме. Да ги намалиме давачките. Имаме само една согласно со тековната даночна политика. Мора да се каже дека има и одредени сличности. Ние не целиме дека треба да се менува даночната политика, напротив. Оно што е во моментов фискална дисциплина и оно што е зацртана даночна политика, согласно расположливите административни капацитети на државата, е правилна даночна политика. Величковски, 30 секунди ве молам да дадеме простори на Колку другите што репликата гости. траеше 1 минута, толку и јас ќе требам 30 секунди. Имавте повеќе време во одговорот. Не е точно. Значи да идеме на тоа, да тргнеме од фактите. Ова објаснување дека не е проблем да се коалицира со Груевски и ВМРО ДПМН. Тоа е причината зошто не сакаме да одиме со никој друг, вклучително и со коалицијата на СДСМ. Бидејќи од таму од никаде нема да чуете дека една политичка партија не е спремна да преговара и да коалицира со Груевски или со ВМРО ДПМН заедно. Тоа е разликата и сметаме дека додека инсталациите на оваа партија и на низината коалиција се во институциите, тие институции никогаш нема да профункционираат. Второ, во делот на даночната политика, доколку се оди на повисоки даноци, дури и доколку се оди на повисоки буџети, тоа значи повисоки даноци. И овие буџети што ги имаме во моментот се неиздржливи за стопанството и за граѓаните. И на крајот на криштата во Македонија има 5-6 богати, тие очигледно дека се цел на некој од овде присутните да бидат заедно со нив. Ајде, повелете. Одлична прилика ми даде представникот на ВМРО ДПМН за ова што сакам да го кажем и да го нагласам и која е дистинкцијата на нашите политики. Провинционализмот од коалицијата за Популарна Македонија. Провинционализмот е состојба на духот, а провинцијалистичката политика што ја води оваа влада е да ја контролира целата држава од еден центар, да не дозволи регионализација и на тој начин практично од Македонија направи провинција. Економска, политичка, суштинска, како сакате. Сакам сега малку за надворешната политика да разговараме. Величковски, овој круг ќе го почнам од вас. Уште еден извештај на Европската комисија со условена препорака се бараат кредибилни избори, имплементација на пржино и нитните реформски приоритети. Ве цитирам, веројатно точно, малку скусено, или сега ќе тргнеме кон запад или нема да не биде. Како би одиграле вие во однос на евроинтеграциите? Во однос на евроинтеграциите има една основна формула. Прво ќе се тргне од НАТО интеграциите, бидејќи тоа се поврзани процеси. Да не се лажеме, 90% од критериумите за станување дел од Европската Унија се исполнуваат со станувањето членка на НАТО алијансата. Сметаме дека огромно мнозинство граѓани се залага токму за тоа и од тие причини одразуваме јасна волја дека Македонија треба да биде членка на НАТО и на Европска Унија. Овој поразителен извештај што го добиваме, со условување да имаме демократски и кредибилни избори. Замислете колку е падната, и гледаме колку е падната Македонија во оваа смисла. Ајде се да ви дадам уште еден пример. Либералната партија се соочува во моментов од кривичниот суд, не бараме вакви потврди, бараме такви потврди. Значи државата спречува една партија која се одважила сама, токму од овие причини заради промена на партискиот поредок, да излезе самостојно на изборите и институциите се навртуваат кон еден субјект кој што некој сака да рече дека е ваков или таков. За кое владење на правото зборуваме ние? За кои демократски кредибилни избори зборуваме ние? Па тие во овој момент се оспорени. Така што немате да ја бараме вината другде, прво да си ги погледнеме сопствените дворови. Тоа значи дека во овој момент ние сме соочени со најслабиот практично извештај, кој што дипломатски, како беше кажано, е малку неповолен. Знаете како? Ако гледате дека Албанија тргнува напред, втора фаза, ако гледате дека Србија оди напред, веќе се очекува да ги заврши преговорите, пристапните преговори во 2020 година да стане членка. Како можеме да си дозволиме ние да останеме црна дупка од лидери во регионот? Тоа значи дека целокупниот партиски поредок што овде е воспоставен и што со ваков начин на избори на кои што се тераат и со вакви структури кои што настапуваат на изборите, тоа значи дека тој партиски поредок ќе продолжи да ја јаде и да ја уништува Република Македонија внатрешно. Затоа што ние не можеме основни процеси да спроведеме, како што се изборите. Ние имаме политичка криза која не трае од 2014, таа трае од 2011 и тие беа предвремени избори.
трае од 2012 од бркањето на нас опозицијските пратеници од Собраниската сала. Тоа значи дека овде извештајот на Прибе беше неопходно да се прво да се спроведе, па потоа да се оди на избори. Основниот проблем и со овој извештај кој ќе го најдете внатре е лоцирањето на потребата од имплементацијата на препораките на Прибе. Ние кога зборуваме тука за така да ги наречеме урбани и провинцијалистички политики, тоа е тоа. Кој сакаше Македонија да ја направи сопствена провинција? Проблемот е во тоа што Македонија опаѓа секојдневно и во очите на своите меѓународни пријатели, и во очите на своите европски партнери, и, за жал, во очите на сопствените граѓани. И уште само една мала интервенција. Она што значи назадување во нашиот реформски курс е нотирано во извештај. Но она што се одразува на секојдневното живење, се одразува во стандардот на граѓаните и во нивниот пристап до институциите. Ние денеска имаме партократски институции. Доволно. Благодарам. Реплика, ако Може. се наречете. Значи, тоа што се обидува представникот на власта нормално да го релативизира, јас го разбирам, политички нормално е така да се игра. Ајде сега да зборуваме за владењето на правото како еден од столбовите за да добиете позитивна пребројка. Го дадов примерот со обструкцијата што се прави за да може да поднесеме како партија, либералната партија да ги поднесе своите листи. Идете во еден суд, барањето ви го уважуваат. Идете во друг суд, барањето не ви го уважуваат. На едниот му издаваат, на другиот не му издаваат, заради тоа што биле презафатени. Тоа е владење на право. Па не може во цела Македонија судовите да издаваат потврди, во Скопскиот суд да не може. Тоа значи дека овие тези, дека тоа зависи од власт опозиција. Тоа е делимично точно. Оно што е суштински проблем е дека кај нас владењето на правото е проблем. И заради немање на владење на право, ние самите создаваме проблем. Второ, да се ги тренеме на страна, еве да речеме, проблем со Грција имаме во спорот со името. Сите други спорови кои што се во најава, латентно дипломатски се укажани, еве да речеме, од страна на Република Бугарија. Кон тоа Македонија се однесува со ќе потпишеме споразум, договор за добрососедска соработка. Ние со сите земји имаме околу потпишено договори за добрососедска соработка. Тоа не е единствениот услов, почитувањето на човековите права. Почитувањето и на специфични групи на граѓани исто така е дел од проблемите. Извинете што бев малку подолг. Коалициони партнери на Груевските пред 2 месеци како сега се исповедаат. Величковски, последно прашање за вас. Кои се вашите проценки, каква влада ќе добие Македонија, ве молам Анастасов, ве молам, по 11 декември, коалициска или широка? И дали вие се гледате во некоја од овие варијанти сега кога имате можност? Вие бидете поканети. Во широка ќе имаме можност, но во широка нема да учествуваме коалиција. Нашата позиција ќе биде таква што ќе возможиме да се нивелира разликата меѓу опозицијските или оние кои што сакаат барем да бидат опозицијски партии и коалиции и оние што се моментално во дел од владината коалиција. Но при тоа, значи, условот е јасен, нема коалицирање со ВМРО, ДПМН и Груевски. Затоа и одиме со програмата која што треба да овозможи да се врати основниот гласач либерал назад, бидејќи сега сите оние гласови што ги позајмувавме во коалиции, сега си ги взимаме самите. Што тоа значи? Нормално доколку административецот во кривичниот суд реши да ни даде дозвола за тоа. Така што во дадената ситуација одиме со многу јасна понуда. Целокупниот систем кој што е во моментов бара консолидација. Тоа значи бара консолидација од образование до финанси до здравство. Ако зборуваме за образование, сите овие така наречени универзитети, факултети, дисперзирани вакви такви, тие ќе мора да отидат во историјата. Ако сакаме да зборуваме за консолидација на здравствениот систем, мораме да го консолидираме и фондот за здравствено осигурување, мора да воведеме и втор здравствен столб. Секому мора да му биде гарантирана основна здравствена услуга, а за дополнителниот квалитет секој ќе си доплати според можностите. Збориме за квалитет комодитет, а квалитетот на здравствената услуга мора да биде гарантиран за сите еднакво. Натаму, ние тешко ќе ги издржиме карактеристиките на држава на благосостојба. Не сме, ниту ќе може да станеме, додека не ископаме нафта во Македонија. Затоа ќе трошиме колку што можеме и тоа мора да биде во инвестирање во кадри, а не во црпење на општи социјални ресурси, кои на крај не се доволни за никого. Натаму во економијата, она што значи, или поточно кажано во стандардот. Имаме еден проект со кој доаѓаме до консолидација на секое задолжено семејство, бидејќи немаме закон за личен банкрот. Тој проект ќе биде изложен подоцна во текот на кампањата, но на тој начин сакаме да овозможиме рестарт на позицијата на семејствата и на банкарски изложените граѓани.
Оно што го зборуваме во делот на задолжување. Задолжувањето може да биде подобро само во однос на репрограм на долгове. И тоа секогаш мора да го имаме во вид. Ако зборуваме за консолидација целосна, ние имаме потреба да ги консолидираме институциите, но и законодавството. Тоа значи дека за одредени закони ќе биде неопходно да се гарантира рок пред да се менуваат, односно од промената до имплементацијата, а ќе има една листа на закони кои секој што ќе сака да коалицира со нас од опозицијата ќе мора да ги прифати како такви во итноста на нивното донесување. Исто така, во делот на даночната политика инсистираме на останувањето на тековната даночна политика, на која што сме се согласували уште во 2006 година и сметаме дека многу јаки треба да бидат аргументите за да прифатиме одредено временско репрограмирање во даночната политика. Но оно што е многу битно е како да ги спречиме невидливите трошоци, прва работа. Второ, како да ги ограничиме нотарските извршувања со донесување на посебен закон за нотаријат по европски терк, а не по овој што е во моментов по вазелски терк. Оно што натаму, значи, да, нотарите ќе бидат ограничени, при што извршувањето не треба да биде тргнато на страна, за да не ги загрозиме економските субјекти. Но, исто така, остануваме на одредени овластувања, јавни овластувања, кои ќе бидат пренесени на приватни ентитети и во таа смисла напоменувам дека секој што ќе каже дека ќе ги задржи сите на работа во администрацијата лаже. Напротив, ние мораме да кажеме, да се соочиме со реалност, да кажеме ние имаме превработена администрација. Најдобро ќе биде да разговараме за можностите за аранжмани, како тие луѓе да ги вратиме во производството, а не само во администрацијата, или во услужните дејности, зависно од преференции. Тоа се специјални пакети кои што сакаме да ги дизајнираме и да ги најавиме како такви. И во таа смисла, без оглед на тоа колку е нешто непопуларно, има да се спроведе или да се спроведе. Иван Величковски, Либерална